Добар ден, почитувани, ова е уште една нова Телма амбуланта. Полека, но сигурно, се приближува најлудата ноќ. Но добро е познато дека новогодишната прослава не трае само една вечер. На неј претходат бројни предновогодишни забави, како со колегите од работа, така и со пријателите. Дури и оние што се посветени на здравиот начин на живот во периодот од декември до јануари, попуштат под притисокот и се препуштаат на уживањето кое обично вклучува алкохол и многу храна. Постои ли начин да се пие, но да нема опивање? Има ли безбедна граница на внесен алкохол? Какви последици може да остават при јадувањето во комбинација со алкохол за време на предстојните празнични прослави? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Андон Чибишев, токсиколог. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, а ќе имате можност и вие да поставите прашање во програма. Се гледаме набрзо. Истражувањата покажуваат дека за време на новогодишната ноќ се испиваат 40% повеќе алкохол од вообичаено, а тука и прејадувањето. За празничните маки, како што се алкохолот и јадењето, денеска разговараме со професор доктор Андон Чибишев, токсиколог, директор на Универзитетската клиника за токсикологија. Професоре, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Поздрав до сите гледачи на телевизија Телма, гледачите на емисијата Телма амбуланта и на вас во студиото и благодарам за поканата. Новогодишната прослава не трае една ноќ. На неј претходат бројни предновогодишни забави, значи веќе е во тек, за кои што е карактеристично испивањето голема количина на алкохол. Па што се случува со нашето тело по конзумацијата на алкохол? Вака јас малку ќе ве дополнам. Не е само новогодишната ноќ. Знаете, ние често кога дискутираме на клиника околу обврските, викаме дека за нас најтешки се месеците декември и јануари, затоа што декември изобилува со неверски празници, со имендени, со слави, па доаѓаат новогодишните празници, па после новогодишните празници уште неколку дена се прославува, па почнуваат божикните празници, па многу празници дури до крајот на јануари. И сите тие празници во македонската традиција се прославуваат онака семејно, со друштво, со луѓе кои што ни се блиски, кои што ги сакаме, и при тоа нормално пак во македонската традиција тоа да се покрие со една убава трпеза и со многу алкохол, за жал. Меѓутоа, тоа се празници, луѓето се опуштаат, пијат повеќе отколку што ние сметаме, токсиколозите дека треба да пијат, и се случуваат некои работи кои што не се баш примерни. Знаете, алкохолот е супстанца која што многу лесно се ресорбира, има огромна ресорптивна моќ и се ресорбира практички од внесувањето во устата и по должината на целиот дигестивен систем. Најинтензивна е ресорбцијата во цревата, меѓутоа ресорбцијата настанува многу брзо, во зависност од карактеристиките на личноста. Секоја личност исто не се случува, зависи од активноста физичка, зависи од тоа дали имаме земено храна или немаме земено храна, зависи од состојбата на дигестивниот систем воопшто, од здравствената состојба на дигестивниот систем. Меѓутоа, научно се вели дека алкохолот без храна се ресорбира за 10 до 50 минути. Значи многу брзо. Дури оние жестоки пијалоци, што ги викаме ние во науката се означени како бистри пијалоци алкохолни, се ресорбираат многу брзо и многу брзо после 1 до 2 испиени чашки ние имаме огромна концентрација на алкохол во организмот. После тоа, се извинувам, почнуваат некои метаболни процеси кои што го разградуваат, меѓутоа се надевам понатаму ќе зборуваме за тоа. Сега, докторе, дали кај сите алкохолот ќе доведе до подобрено расположение, до поопуштена конверзација, секако ако не се претера со него? Не, видите, кај секого е тоа индивидуално. Има луѓе кои што во еден извесен период од животот можат да поднесуваат повеќе алкохол. Меѓутоа,
Ако тоа стане рутина, секојдневие, секој ден се конзумира одредена количина, која што денес ќе биде помала, утре ќе биде поголема, па уште поголема, клучните органи кои учествуваат во метаболизмот и во разградувањето на алкохолот, ќе имаат свој праг на толеранција и, знаете, со тек на време прагот на толеранција ќе попушти способноста на црниот дроб да го разградува алкохолот и тогаш толеранцијата ќе падне. Таа трае еден извесен период додека органите кои што учествуваат во разградувањето не попуштат во својата функција. Инаку сето е тоа многу индивидуално, зависи од личност до личност. Некои испиваат една чашка и после една чашка се чувствуваат многу весело и обично не продолжуваат, меѓутоа има и такви што продолжуваат, па се доведуваат во непријатни ситуации, кои што не се многу пријатни дури ни во друштво и за околината не се пријатни. Сега, дали мажите и жените се различно толерантни кон алкохолот? Видите, тоа правило ние често го дискутираме. Мислам дека и во научните кругови многу се дискутира и јас сметам од моето богато клиничко искуство дека полека вие жените станувате рамноправни со нас во однос на конзумацијата на алкохол. Дури, знаете, до пред 15 на 20 години, баш во овој период кога е зголемен бројот на пациенти кои доаѓаат заради проблеми со испиена поголема количина на алкохол, доминира пациенти од машки пол. Сега, не само што е изедначена бројката помеѓу мажите и жените, туку некогаш и жените доминираат. Сега сите конзумираат алкохол, и мажи и жени, само разликата е во тоа што жените потешко го толерираат алкохолот и тоа научно не е докажано, мислам, не е расчистено зашто е тоа така, меѓутоа има направени одредени клинички студии кои што велат дека жените пијат, сакаат да се напијат, меѓутоа потешко го поднесуваат алкохолот и побрзо доаѓаат во состојба на пијанство. Така, значи има вистина во тоа кога жените ќе кажат од 2 чашки мене ми се слошува или ги чувствувам ефектите на алкохолот. Ама тоа научно не е докажано и не е расчистено зашто е така. Ја не сакам да верувам дека е така, меѓутоа праксата покажала дека тие потешко го поднесуваат алкохолот. Професор, како да се напиеме, но да не се јави опивање? Видите, јас како клинички токсиколог не смеам да препорачам и на вашите гледачи што ја гледаат оваа емисија и општо на јавноста, дека може да седнете и да си пиете, меѓутоа, за да не се опиете, треба да пиете количина која што е поднослива. Кога велам поднослива количина, тоа е, да речеме, една чаша најубаво македонско вино, дали црвено или бело, тоа е избор на тој што конзумира, и евентуално една чашка жесток алкохол. Се што е над тоа може да ве доведе во непријатна ситуација, во зависност од тоа колку толерирате алкохол и дали кога конзумирате алкохол, тоа го следи и одредена храна, ние тоа народски го викаме мезе. Овде на Балканот без мезе не се конзумира алкохол, многу ретко, за разлика од други држави. Имам јас податоци, да речеме, други европските држави, тоа мезе за нив е вака не својствено, за разлика од кај нас. Кај нас може да се случи повеќе да изедат отколку што ќе испијат и обратно, али обично повеќе изедуваат отколку што испиваат и тоа е добро затоа што со тоа ќе намалат брзината на ресорбција, пошто храната го покрива дигестивниот систем. Во храната има одредени количини на животински масноти кои исто така малку ќе ја забават ресорбцијата и тоа пиење ќе биде потолерантно и ќе трае подолго време состојбата на нормално однесување. Велат дека никако не смеа да се мешаат различни алкохолни пијалоци. Зошто е тоа спорно? Видите, тоа мислам дека така сам некој си го измислил, тоа нема врска, затоа што алкохол е алкохол. Разликата е во тоа што некои алкохоли имаат помала концентрација на алкохол, некои имаат поголема. Знаете, на секое шише
во законот пишува дека треба да стои на видно место колку проценти алкохол содржи тој одреден алкохолен пијалок. Не е исто вие да испиете една чаша вино, ама истата чаша ако испиете ракија или конјак или виски, разликата е голема затоа што овие имаат 40 и повеќе проценти, а виното мислам дека зависи од виното, има меѓу таму, не знам, 10 и 13-14% алкохол. Тоа е разликата. Инаку, така нели во народот превладува, некој ќе испие многу, голема количина и жесток и, да речеме, вино, и од големата количина ќе се опијани и ќе му се слоши. Не од тоа што ги измешал пијалоците, тоа мислам не е нити докажано научно, а и мислам дека не држи. Така, народно убедување. Народно, може би да. така. А дали алкохолот е диуретик, односно поттикнува почеста потреба за празнење на мочниот меур? Да, тоа е и научно докажано, дека е диуретик, затоа што алкохолот предизвикува ширење на крвните садови. Ние тоа стручно го викаме вазодилатација. Кога имаме вазодилатација, проширени крвни садови, губиме побрзо топлина, затоа што на периферијата во кожата се проширени. Затоа и често пати се случува некои индивидуи кои што ќе претераат со алкохол, излегуваат надвор на студено, нели ќе им биде тешко, не може да држат равнотежа, имаат вртоглавица, паѓаат и не може да станат и многу лесно губат од телесната тежина, од телесната температура и може да замрзнат. Сме имале ние во праксата такви пациенти кои што се носени кај нас во исклучително тешка хипотермија, значи во состојба на намалена животозагрозувачка телесна температура. Па сме морале да реагираме, брзо да ги загреваме, за да може да функционираат, затоа што органите во човечкиот организам и мозокот и останатите витални органи не функционираат на температура тамо по 32-33 степени. Значи постои таков ризик? Многу голем ризик е тоа, посебно зимно време, и ние постојано, еве јас кога давам изјави во јавноста, а се однесуваат на конзумација на алкохол, предупредувам да се внимава кога се конзумира алкохол и се излегува надвор на студено. Знаете, во народот пак постои некое верување дека кој ќе излезе, вика, надвор, ќе го пресече ладното и ќе му се слоши. Не. Кога ќе излезе надвор, во почетокот, заради студот, ќе настане стегање на крвните садови или вазоконстрикција, меѓутоа, со тек на време, тие ќе попуштат, вазодилатација, губење на телесна температура и, не дај Боже, губење на равнотежа и паѓање доле, и после тоа многу тешко може да станат. И на таа ниска температура, со губење брзо на телесната температура, може да се случи хаварија која што никој не ја посакува. Посоветувате кога ќе се испие 1-2 чашки алкохол, исто така да се земе и чаша вода? Па да, добро е да се земе, затоа што ќе се разреди малку алкохолот, а и алкохолот плюс водата ќе доведе до забрзан метаболизам, побрзо поминување на алкохолот низ црниот дроб и целиот оној систем на детоксикација во организмот и елиминација од надвор од човечкиот организам. Тоа е причината, мислам. Тоа ширење на крвните садови предизвикува забрзана циркулација и ослободување од вишокот на течности, односно диуреза. Професоре, токсиколозите не советуваат конзумација на алкохол, дури ни на една чашка, но постојат ли здрави варијанти на алкохолни пијалоци? Да речеме црвеното вино. Каде е сместено? Каде е категоризирано? Видите, безброј има научни студии правено баш за црвеното вино. Има дури сега во трговијата и медицински вина, кои што се користат за разни болести. Не сме ги проучувале таквите пијалоци, посебно вината, меѓутоа, од она што јас сум го сретнал во литература, пошто го следиме, ја следам оваа проблематика, за црното вино се смета дека има околу 132 антиоксиданси во составот на виното, посебно на она вино што викаат старо вино, кое што е одлежано повеќе од 5 години, има околу 132 антиоксиданси. Меѓутоа, да се конзумира во секаде пишува разумна количина. Умерено. Тоа мене малку ми е смешно, затоа што за некого може разумна количина да биде и 1 литро вино,
а за некого да биде само една чашка. Меѓутоа, пак ја велам, една чаша, најубаво македонско вино, јас сметам дека македонските вина се најубави во светот, е сосема доволно за, да си направиме добро расположение, да се опуштиме, да се дружиме и да ни биде убаво и да не стигнеме во болница, не дај Боже. Не дај Боже, ајде да учествуваме во онаа традиција за наздравување. Апсолутно, и да си честитаме нова година, кога ќе дојде час. Значи црвеното вино е добар избор, белото вино? И исто е добар, одличен избор, се е прашање на избор. Значи, некои сакаат повеќе црвено, некои повеќе бело. Какво им е во моментот најприфатливо, тоа да си го пие. Така, но обично се конзумираат и жестоки, бистри алкохолни пијалоци, како што е джинот, тоникот. Велат немаат шекери, не содржат шекери. Има ли вистина во тоа? Не, видите, алкохолните пијалоци се строго забранети кај луѓе кои имаат диабет. Значи, имаат одредена количина на шекер во нив, затоа што, нели, во процесот на производство проаѓаат низ таа дестилација. На крајот краишта се произведуваат од овоштија кои што содржат висока концентрација на шекер. Джинот и вискито не се македонска традиција. Македонска традиција е ракија. Жолтата ракија. Може и бела, не е проблем. Бела или жолта. И дури, знаете, има и препораки, правени се исто некои исследувања, дури и клинички, дека баш пијалко од ракијата може во многу мала количина позитивно да делува на расположението и како седатив да се користи. Пак велам, ја како клинички токсиколог не можам тоа да го препорачувам, меѓутоа искуството покажало дека мала количина може перфектно да ве опушти, наместо да испиете еден диазепам од 5 милиграма, кој што со тек на време ќе ви направи некоја зависност, а и негативно делува на мозокот. Таа мала количина, да речеме половина чашка, некој 20 милилитра, може убаво да ве опушти. Порано старите луѓе така го почнувале денот? Апсолутно така го почнувале и живееле по 100 години, а ние се плашиме, нели, дека може ке ни се случи нешто, па ќе го оштетиме црниот дроб. Меѓутоа, пак велам дека алкохолот е пијалок кој што негативно делува на здравјето на луѓето, затоа што никогаш не остануваме на една чашка. Ако веќе почне да се конзумира алкохол, обично тоа прогредира и почнува, што е па уште една да испијам, покрај една уште една, и тоа така, знаете, влегувате во еден затворен круг, кога веќе немате контрола колку сте испиле и колку испивате во тек на денот. Самите ќе си се убедувате дека ја не сум алкохоличар, пијам по 2-3 чашки и нормално си седнувам, си возам, нормално се однесувам во семејство. Меѓутоа, знаете, со тек на време се случуваат сериозни промени во човечкиот организам, кои што ќе го пореметат здравјето, и со пореметување на еден органски систем или еден орган се повлекува пореметување на функцијата и на други органи и комплетно се пореметува здравјето и после тоа нема враќање назад и да го оставиме алкохолот, тоа нема многу да ни помогне. Затоа внимателно, мала количина, она што ни сака душата. Колку ни сака душата, толку не да се претерува. Професоре, на овие простори имаше традиција да се пече домашна ракија. Мислам дека тоа повеќе не е дозволено. Што е спорно кај домашно произведената ракија? Видите, јас сметам дека ништо не е спорно, меѓутоа ние нели сме кандидат земја за членство во Европска унија. Мислам дека во Европска унија со посебни дозволи се произведува алкохол надвор од местата каде што е дозволено, нели, во винари или не знам, во фабрики за алкохол. И мислам дека сите држави во Европска унија го имаат тоа забрането и сега ја не знам, мислам дека и кај нас нешто се правеше промена во законот, иако сите домакинства кои што имале можности, а имале грозје или некои други овоштија како црни сливи или слично, си правеле домашна ракија. Тука е опасноста од технолошкиот процес.
Кога се произведува ракијата, односно кога се вари ракијата, да се внимава на концентрациите на некои штетни хемикали во ракијата. Има, често пати се случуваат тие грешки во технологијата, па има зголемени концентрации на метанол или некоја слична, многу токсична хемикалија која може со конзумација на таквиот алкохол да оштети одредени органи. Обично многу негативно делуваат на очниот нерв и може да предизвикаат слепило. Така да внимателно треба со тоа. Значи внимателно. Да. А кога станува збор за лицата со хронични болести, дали во предстојниот период за време на прасничните прослави би можеле да се напијат некоја чашка алкохолен пијалок? Видите, сега као доктор кој интерниста исто не смеам да им препорачам. Меѓутоа, видите, се зависи од состојбата на пациентот и во моментот кога ќе конзумира алкохол. Ако тој нема некои сериозни срцеви заболувања или бубрежни заболувања или белодробни заболувања. Значи имаме тука срцеви заболувања кои што добро се толерираат и со терапија одлично се контролираат. Има срцеви заболувања кои малку потешко се толерираат и со терапија се одржува некое нормално функционирање. Тука треба да се внимава и на внесувањето на алкохол, а посебно на внесување на количина на алкохол. Секако дека некоја мала количина нема да им наштети. Не мислам дека ќе им наштети, меѓутоа, знаете, тоа може да прејде после, ништо не ми се напив една чашка, ќе се напијам уште една и тоа пак влегуваме во тој затворен круг од кој што тешко се излегува. Има ли некому што никако не би му препорачале? Да речеме трудниците, жените што дојат? Да, значи жени што дојат, трудници, луѓе кои што имаат проблеми со црниот дроб и луѓе кои што имаат одредени психички проблеми, да не конзумираат алкохол, затоа што со алкохолот може да се доведат во состојба или да го дооштетат органот кој што веќе им е оштетен, или да се доведат во ситуација да не можат да ги контролираат своите постапки. И тоа не е добро. Ќе ги вклучиме гледачите, почитувани од овој момент. Емисијата е контакт на телефонскиот број е испишан на екранот. Професор доктор Андо Чибишев, токсиколог, директор на Универзитетската клиника за токсикологија, е наш гостин во студиото на Телма и тој ќе ги даде одговорите на сите ваши дилеми, но секако и бројните наши. Докторе, по пиењето, по некаква прослава, утреден обично следува мамурлук. Зошто? Па видите, мамурлукот се јавува затоа што организмот е полн со нуспродукти од разградувањето на алкохолот. Тие нуспродукти се прилично токсични и токсично делуваат уште извесен временски период, посебно на централниот нервен систем. И знаете, кога стануваме мамурни, глава не боли, не можеме да станеме затоа што чувствуваме слабост и ќе ни треба време додека и тие токсични продукти, односно нуспродукти од спаѓањето на алкохолот, да се елиминираат организмот за да се вратиме во нормал или во форма. Мамурлукот не е секогаш придружна појава на конзумација на алкохол. При нормална конзумација на алкохол, разумна, не се јавува мамурлук. Меѓутоа, при внесување поголема количина, обично утрата се многу тешки и тешко почнува, човек се враќа во нормала и почнува нормално да функционира. Не е под дејство на алкохол, меѓутоа е под дејство на токсичните нуспродукти од разградувањето на алкохол. И сега, што е најдобро за да се победи тој мамурлук? Порано се веруваше дека треба расолница да се испие. Ретко кој од нас веќе на терасите или во дворовите има буре со скиселена зелка. Да, апсолутно се сложувам. Знаете зошто? Значи, расолницата содржи многу висок процент на С витамин. Знаете и на времето, за да не се јавуваат одредени болести, кога морепловците оделе на долги патувања по море, кај што немале можност да внесуваат С витамин, носиле буриња со кисела зелка и јаделе тоа за да внесуваат одредена количина С витамин. Има некое недокажано правило, научно недокажано, меѓутоа во пракса покажува резултати дека С витаминот или аскорбинската киселина
го забрзува разградувањето на алкохолот. Така да, во мамурлак може да се направи една густа лимонада од 2 лимона со малку шекер за да може да се пие, да се испие тоа и после тоа за едно час до час и половина одма се чувствува подобрување, затоа што тоа се витамини кои брзо влегуваат во метаболизмот и брзо си ја вршат својата работа и можат прилично да помогнат за да се вратиме во форма. Би помогнало кафето? Не. Кафето, мислам, знаете, кафето е стимуланс и кога сме така мамурни и нерасположени со слабост, кафето малку ќе не возбуди. А инаку да ни помогне во делот побрзо разградување на алкохолот, не. Да, имаме гледачи на линија, само да ве прашам уште чајот од ѓунтер, дали би помогнал? Немам податоци, меѓутоа некаде пишува дека помага. Сега јас да не заборавам да споменам, затоа што во последно време често пати пациенти и мои пријатели ми кажуваат дека од кои ќе се напијат, вечерта пијат 1 или до 2 аналгина или некој аналгетик, не е битно кој, и сабајлето ништо не им е, ни глава ги боли, супер се чувствуваат. Сакам да упатам апел до граѓаните дека тоа не треба да го прават, затоа што добар дел од аналгетиците, тие се делат на неколку групи, има наркотични и ненаркотични аналгетици, содржат некои хемиски супстанции кои што се го потенцираат дејството на алкохолот. Тоа е една работа, се разградуваат во црниот дроб, како и алкохолот, и може да доведат до една многу ургентна состојба, а тоа е распаѓање на клетките кои што го градат црниот дроб, или ние викаме акутна хепатална некроза, која е животозагрозувачка компликација. Може да доведе до состојба која што може да го загрози животот на тој што го употребува после зимање на алкохол. Заедно со алкохол во никој случај, аналгетик и алкохол заедно, меѓутоа во никој случај и после пиење алкохол, за да спречиме мамурлак, да пиеме аналгетик. Затоа што комбинацијата може да ни направи многу сериозни, дури фатална може да биде, затоа што имам прочитано, во светот се прават има такви студии, во кои што пишува дека тоа е фатална комбинација, исто како мешање на алкохол со одредени седативи. Ке проговориме и за тоа, да им дадеме предност на гледачите, почека малку подолго. Добар ден за првиот од нив. Да. Повелете, во програма сте. Па, сакам сакам нешто да прашам, може? Така, секако, го очекуваме прашањето. Па дали пивото алкохол или не е пивото? Ето дилема, дали пивото е алкохол алкохол или... Добро, ви благодарам за вклучувањето. Мислам дека во нашите позитивни законски прописи пивото се води како прехранбен артикал, меѓутоа пивото содржи одреден процент на алкохол. И ако испиете 2, 3, 4 пива, ќе се доведете во ситуација, непријатна ситуација. Значи, содржи алкохол, алкохолен пијалок, иако сега на пазарот има и безалкохолни пива, кои што не содржат воопшто алкохол, има пива кои што содржат минимална количина на алкохол, а има пива што содржат и значајна количина на алкохол, некаде колку што содржи и црвеното вино. Значи, пивото е алкохолен пијалок. Алкохолен пијалок, апсолутно. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден, сега дали сум? Да, во програма сте. Во програма, ти Ве си смешавме слушаме. преска. Повелете. Го очекуваме вашето прашање, повелете. Добро. Директно ќе поставам прашање. Пошто све слушнав, одлично објасни докторот, диабетичарите смеат ли мала количина, да речеме, алкохол, еве за празник, за нешто да се напијат? Еве, кратко да бидем, да не должиме. Диабетичарите сепак можат малку да се напијат алкохол. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова е прилично тешко прашање. Ја поздравувам господјата. Јас како токсиколог и како интерниста не смеам да им препорачам да пијат, затоа што ако ме чујат колегите ендокринолози, ќе ме критикуваат. Меѓутоа, знаете, ако на некого баш сака да се напие малку алкохол,
ќе се напие без разлика дали јас ќе му кажам сме или не сме да се напие, а инаку не смеам да кажам дека еве може да се напијат, затоа што објаснив предходно дека алкохолните пијалоци неповолно делуваат кај луѓето кои имаат дијабет. Професоре, како пијат младите и зошто тие толку често завршуваат на токсикологија? Па видите, пијат многу брзо. Тоа е првата причина. Брзо испиваат голема количина. Не му даваат можност на црниот дроб да се стави во функција и континуирано да разградува додека тие конзумираат алкохол. Ако вие, да речеме, испиете 700 мл жесток алкохол виски, кој има 40%, за еден час, секаде во основните учебници пишува дека тоа е смртоносна доза на внесен алкохол. Значи, не му давате можност на црниот дроб да ја разгради количината неповолно ќе делува на виталните органи и ќе настапи смрт. Младите, според оние информации што ние ги добиваме од пациентите кои доаѓаат и тие што ги носат, обично зимаат голема количина на алкохол за кратко време, не му даваат можност на црниот дроб тоа да го прифати, да почне да го разградува и затоа се доведуваат во ситуација на пијанство и пијат не само што брзо, туку пијат на голо, викаме ние, на гладно срце. Ништо не јадат, не мезат, што е добро, нели, за малку да ја успорат ресорбцијата и да му дадат на време на црниот дроб да си ја заврши работата, брзо и без внесување на храна. Тоа е обично првата причина, а втората причина е она што ние како информации го имаме, се злоупотребуваат лекови, медикаменти, додека се конзумира алкохол, затоа што објаснувањето е некое од нив дека влегуваат во некое посебно чувство, во некоја хај ситуација, кое што вака им се бендисува. Меѓутоа, јас сакам да потенцирам дека комбинациите што ги прават се многу опасни, можат да предизвикаат сериозни пореметувања на функционирање на организмот. Посебно може да предизвикаат депресија на центарот за дишење и, знаете, често пати кога има смртни случаи кај млади луѓе, а претходно конзумирале алкохол, обдукционите наоди кои што јас сум ги гледал кај таквите пациенти обично покажуваат дека тие претходно зимали некакви лекови за смирување. Седативи. Да. Пијат, нормално се однесуваат, легнуваат да спијат, нели, се напиле повеќе, легнуваат да спијат, и во еден момент, затоа што и седативите и алкохолот делуваат депресивно на центарот за дишење, центарот за дишење престанува да функционира и престанува да пушта сигнали белите дробови да дишат. Престанува дишењето и во рок од 5 до 6 минути умира мозокот, кој што е најосетлив на недостаток на кислород, и со тоа умираат сите центри кои што ја контролираат работата на виталните органи, срцето и белите дробови, и настапува смрт. Необјаснетите смртни случаи после конзумирање и на помала количина на алкохол. Не мора тоа да биде огромна количина. Меѓутоа, ако се конзумира заедно со седативни лекови, да речеме, еве, оние што се најзлоупотребувани во Македонија, бензодиазепинските транквилизери, кои што спаѓаат диазепамот, лексилиумот, хелексот, може да предизвикаат таква една несакана ситуација. Што е со оние кои што ја примаат ги примаат овие лекови како дел од редовната терапија? Многу треба да внимаваат. Значи, дури не им препорачувам воопшто да зимаат алкохол, затоа што и при мали количини може да настане такво едно откажување на центарот за дишење. А масовно се пијат, затоа ова е едно добро предупредување. Видите, јас постојано ова го повторувам и ако не ме прашаат, нели, за ова, јас обавезно го потенцирам, затоа што стварно е, јас велам, смртоносна комбинација, седативи и алкохол. И тука треба многу внимателно. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него.
Добар ден, аз се исклучил гледачо, добро. Ние продолжуваме, докторе, понатаму, а дали е точно дека во последно време на токсикологија често завршуваат и средовечни луѓе во овие месеци на предновогодишните забави кои што имаат испиено повеќе алкохол? Значи, почесто од вообичаено, од порано. Па видите, не би рекол, меѓутоа ние третираме пациенти од сите возрасти. Ние третираме пациенти, само адултни пациенти, значи пациенти кои имаат повеќе од 14 години, доаѓаат кај нас, по 14 одат на клиника за детски болести и нели алкохол конзумираат сите, од најмали до најстари. Меѓутоа најчесто е она старосна група од 25 до 50 години. Таа старосна група се најчести наши пациенти заради труење со алкохол. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до докторот. Ви благодарам. Би сакала едно прашање да го прашам докторот. Дали може да се комбинира и колку е дозволиво нели да се комбинира алкохол во комбинација со антидепресив? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова многу интересно прашање и јас ќе кажам одма не, затоа што алкохолот и антидепресивите имаат различно влијание на централниот нервен систем. Централниот нервен систем при внесување на антидепресиви добива еден тип на сигнали заради внесениот антидепресив. Ако тоа се комбинира со алкохол, алкохол праќа противни сигнали до централниот нервен систем и во еден момент во мозокот може да настане таква збрка од тие сигнали да личноста која тоа го прави, која што зима антидепресиви заедно со алкохол, може да почне многу несоодветно да реагира и да се однесува. Затоа антидепресиви и алкохол не. Седативи и алкохол заедно не. А алкохол и лекови за покачен крвен притисок? Видите сега, не е толку трагично ако зимате алкохол и лекови за покачен притисок, затоа што одредени типови на алкохол делуваат како диуретици. Па ќе ни помогнат, нели, ќе му помогнат на антихипертензивот да си ја заврши својата работа, затоа што и во редовна терапија кај покачен крвен притисок или кај хипертензија се даваат диуретици, за да се ослободиме од вишокот на течности. Меѓутоа, овие две групи, седативи и антидепресиви, во никој случај, затоа што, ете, се обидов разбирливо да ме разбере, да не почнам медицински, ако почнам да зборувам, нема ништо да ме разберат гледачите, се обидувам тоа да им го објаснам на јазик кој што ќе го разберат. Значи, различни сигнали добива централниот нервен систем и оние центри кои што контролираат одредени постапки кои што, нели, во секојдневието ние ги правиме. Може таква збрка да направат да почнеме несоодветно да се однесуваме. Истото е и кај дроги. Значи, има дроги, нели, кои што се стимулатори, има дроги кои што се депресори. Истото се случува и ако се внесува алкохол со дроги. И тоа е честа комбинација, за жал? Не е многу честа, меѓутоа во последно време се злоупотребува. Се зимаат дроги како што се опиоиди, опијати, хероин заедно со алкохол. Хероинот е депресор, алкохолот исто. Може да настане уште побрзо онаа хаварија што ја објаснив со седативите и може да се земе кокаин, кој што е стимулатор, и алкохол. Истата збрка, само во потешка форма, ќе настане како што се случува кај антидепресивите. А алкохол и лекови или пак препарати за сексуална стимулација? Видите, има клинички исследувања за тоа. Има некои сознанија дека алкохолот го потенцира дејството на лековите за сексуална стимулација, меѓутоа во многу ограничена количина. Меѓутоа, знаете, кога човек ќе се опушти и влегува во таква една ситуација, конзумацијата на алкохол не ја контролира и обично таквиот однос завршува со неуспех. Барем од тоа што јас сум го видел во литература,
завршува со неуспех и настануваат одредени недоразбирања помеѓу сексуалните партнери кои што понатаму прераснуваат во кавга и не им препорачувам на тие што нели имаат одредени односи со своите партнери и партнерки да взимаат лекови за сексуална стимулација и алкохол. Оние што добиле алкохолно труење од преголема конзумација на алкохол, за колку време може да се опорават, да се рехабилитираат од тоа што им се случило? Па видите, тоа пак зависи индивидуално од личноста. Иако не постои терапија ефективна, која што ќе го забрза разградувањето на алкохол. Иако кажав дека има некој не пише на правило дека витамин С или аскорбинска киселина малку го забрзува разградувањето. Се е тука зависи од моменталната здравствена состојба на тој што испил пациентот и од функционалноста на неговиот црн дроб. Ние во такви ситуации, знаете, кај нас стигнуваат оние тешки труења со алкохол. Инаку оние што испиле малку па се весели, не знам, пеат или се ограничено агресивни, обично ги носат, ги легнуваат у кревет, одспијат и кој ќе станат, ништо нема да им биде. Кај нас ги носат тие што се доведуваат во тешка состојба, обично со пореметена свест во кома, ги носат кај нас, ги фаќа паника, ние ги задржуваме, значи ги обсервираме и им даваме терапија. Им даваме терапија, да речеме, хипертоничен или голема концентрација на шеќер, која што ќе доведе до намалување на отокот на мозокот. При внесување голема количина алкохол оттекува кората на мозокот. Тоа воопшто не е наивно, така? Не е воопшто наивно, да, и знаете, која е таа отечена, може секакви непредвидени работи да се случат. Им даваме за малку да се намали отокот, им даваме високи дози на С витамин, им даваме и други витамини кои што учествуваат во метаболизмот на црниот дроб. Значи, ние го подкрепуваме црниот дроб за побрзо и поефектно да си ја заврши работата. Инаку, времето за кое што ќе ја заврши, лековите не можат да ја забрзаат, значи за тоа се потребни неколку часа, за да речеме во нормални услови, некаде од 1 до 2 промила за 1 час се намалува концентрацијата, така да 2 до 3 часа се доволни да го доведеме во употреблива состојба, да може да стане и да си оди дома, не да вози, затоа што најголемите трагедии се случуваат кога седнуваш да возиш, а си под дејство на алкохол, да си оди дома и после тоа 24 до 48 часа рехабилитацијата трае мамур, лак и опоравување. Значи, во предстојните празнични забави, внимателно со алкохолот, умерено. Најдобро е само да се наздрави, ако може. Па да се испие разумна количина, велам јас. Разумна, да. Професор, за пријадувањето не стигнавме, но ете, уште една емисија, еден втор дел на ова издание би можела да ви предложам. Нема проблем, со задоволство ја прифаќам, само сакам уште една реченица за пријадувањето да кажам. Да се внимава со внесување на животински масноти, пошто тие може да ни направат голем проблем, а ќе зборуваме на следна емисија за тоа. И уште еден апел до граѓаните кои што сега се божикни постенели, кои што постат, исто така многу да внимаваат кој ќе заврши постот, како ќе влегуваат во нормализацијата на исхраната, пошто не внесуваат животински масноти, како ќе почнат полека, сукцесивно да ги внесуваат, затоа што, знаете, внесувањето на храна после 40-дневен пост е како калориска бомба да внесуваш организмот и може да си создадат одредени проблеми. Ама еве да оставиме следната емисија да зборуваме. Да, апсолутно. Ви благодарам многу за гостувањето. Јас ви благодарам на поканата и се надевам дека граѓаните ќе ги прифатат овие препораки и овие совети што им ги дадавме. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви посакувам пријатен ден.